Како што ви најавивме, почитувани фолк пријатели, денешен гостин во музичката емисија Мега Фолк е извонредниот македонски фолк интерпретатор Дамјан Стојановски. Дамјан, добре дојде во Мега Фолк. Добро не најдов и поздравувам сите гледачи на Мега Фолк и на Мега телевизија. Дамјан, твоето гостување во нашата музичка емисија е со повод, и тоа убав музички повод. Тоа е твојата нова песна со наслов Пукна пушка, мила мамо. Емисијата токму ќе и разговорот ќе го започнам со прашање околу таа песна. Дамјан, кога е снимена песната, кои се автори на песната и се она што може да ни кажеш еве содржина на песна, жанровски, како е песната, за да може да им ја представиме на нашите гледачи. Вака, песната е снимена, значи беше финализирана пред неколку дена. Идејата за песната е многу од порано, значи е 2 години веќе кај што е таа песна беше спремна за снимање, но ете се случија некои немили работи кои што бев спречен да ја снимам таа песна. Инаку песната е со моја музика и текст, а аранжманот го направи братучет ми Златко Миладиновски. Така, содржински може еве да ни откриеш каква порака испраќаш со оваа песна. Пукна пушка, мила мамо, пукна пушка в наше село, дал во село рожба има, што ми пушка силно пука. Поубаво представување на песната и не можеше да има. Дамјан, благодарам за ова пријатно изненадување. Накратко да кажам за песната, значи песната е љубовна, се работи за несреќно завршена љубов. Ќе ја слушнете, спотот е и се финализира и спотот е финализиран односно, ќе го проследат гледачите и се надевам дека ќе им се допадне. Сигурен сум дека ќе им се допадне. Дамјан, значи освен ова нова песна која што веќе имавме прилика еве и во живо малку да слушнеме дел од неа, што во моментов друго Дамјан Стојановски работи на музички план, каде настапува, дали можеби имаш некои редовни настапи во рестораните низ Кичево или низ Македонија, и што е она што да речеме може да го очекуваме во таа насока, настапи на фестивали 2016 година, настапи на различен тип на концерти, а можеби еве и надвор од Македонија. Вака, мене редовно на настапи по кафани, по приватни забави, значи по свирки ме прати групата Крин, која што е една многу надежна група од млади луѓе, армоникаше Саше Јаковлевски, бас, сајзер бас е Синиша Карафиловски, додека тапани е Стефан Симјановски. Тие се со мене, значи стандард секаде каде што сум јас. Имаме, најчесто сме за викенди во ресторанот Панорама, Кичево. За понатаму имам планови да настапам на некои од престојните фестивали годинава. Ова песна Пукна пушка нема да настапам нигде со неа, но во план се песни кои што ќе бидат за на фестивал. Во план е снимање на некоја народна песна, а има и понуди за одење во странство, но за тоа се уште рано се каже. Така, кога ги споменавме и фестивалите, Дамјан, ќе забележам дека имаш настапено 2 пати на Гоце Фест. Првично заедно со твојот покоен татко, легендата на македонската фолк музика Војо Стојановски со песната Виножито, а потоа те видовме и со песната Ај со Господ напред во иднината, каде што беше и победник на тој фестивал. А имавме представување твое и на фолк фестивалот Филиграни со песната Ивана.
Колку тие настапи на фестивалите, па и победата на Гоце Фест, ти овозможи да се прикажеш во поголемо светло пред македонската фолк сцена? Колку настапот на еден фестивал значи за еден млад пејач? Па секако дека значи, посебно иако е настапот награден, песната наградена. Секако и плюс е тоа големо искуство да излезеш пред повеќе луѓе, да тоа е секако добро за збивање на тремата и за понатаму општо во кариерата е многу позитивна работа. Така. Дамјан, морам да го споменам тука и твојот татко, Војо Стојановски, кој што остави неизбришливи траги на македонската фолк сцена. Неговите песни сигурно дека вечно ќе се пеат и ќе се паметат. Ти си директен потомок кој што продолжи да ја негува македонската песна. Јас сум сигурен дека на почетокот твојот татко се радуваше многу на твојата музичка кариера. Ако беше жив денеска, ќе беше уште посреќен, гледајќи како напредуваш во твојата музичка кариера. Сигурно е голем влогот негов што го има дадено во тебе за да продолжиш вака успешно да работиш. Секако дека е така, тој ме научи на многу работи, како па и за интерпретација, и за однесување општо, и за некои работи кои што ги има во овие води, да ги имам на памет, на ум. Секако е еден голем плюс за мене. Така. Дамјан, би те запрашал исто така во поглед на снимањето на македонските фолк песни. Ги споменавме сите твои претходно снимени песни. Имаме и патриотски, имаме и љубовни. Дали ќе продолжиш со различна тематика на песни, значи со различен жанр, и со кој досега композитори освен со Златко Миладиновски имаш соработувано, и дали можеби еве на повидок и некоја соработка со други автори? Вака, јас не планирам жанрот на музика да го сменам. Јас сум горд да бидам интерпретатор на македонска народна музика, не на македонска турбо фолк музика, можем да ја наречам, или било каква музика. Тоа се гледа и на нашите настапи, каде што ги имаме. Кај нас е 100% македонска музика на нашите настапи. Автори со кои што имам соработувано, песната Ивана, музиката ја искомпонира Мишел Трајковски, мој добар другар, извонреден армоникаш во групата Фортуна. Стефан Симеонски го напиша текстот, мој другар и колега. За песната Виножито, музиката и аранжманот ги направи Златко, а текстот беше на Борче Нечовски. Назај со Господ напред, исто така. Златко заврши музичкиот дел, текстот го напиша Цане од Демир Хисар, исто така стакнат текстописец. Ова песна сам ја направив, имам и други спремни песни кои што се моја музика и текст. Златко е тука за аранжманот. Во блиска иднина сигурно Во блиска иднина ќе ги слушнеме, и во блиска иднина имам и понуди за соработка со други композитори, но главно ќе бидат песни кои што сум јас кантавтор. Дамјан, јас ќе ти се заблагодарам за твоето гостување во Мега Фолк, ќе ти посакам многу успех понатаму во музичката кариера, во очекување на твоите нови песни и сигурно наскоро можеби твојот прв музички албум. Ние во денешното издание на Мега Фолк, односно во делот на Мега Фолк топ листата, премиерно ќе го проследиме и спотот, а и самата песна, ексклузивно, значи премиерно само на Мега телевизија, новата песна на Дамјан Стојановски, Пукна пушка мила мамо. Многу успех понатаму, Дамјан, и се надевам наскоро ќе се видиме пак. Благодарам се најдобро. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Дамјан Стојановски, а ние со нашата емисија Мега Фолк продолжуваме и понатаму.